Добро вечер. Продолжување на мерките притвор и куќен притвор за сите осомничени во истрагата во пожарот во кочанската дискотека Пулс. Основното јавно обвинителство Кочани ги достави предлозите до Основниот суд Кочани. За тројца осомничени, согласно фазата на обезбедување докази и исполнетоста на законските основи, се предлага замена за мерката притвор со куќен притвор. Тоа се двајца осомничени од Државниот пазарен инспекторат и еден припадник на обезбедувањето на дискотеката. Во исто време продолжуваат истражните действија во повеќе правци и во неколку институции со цел испитување на евентуална одговорност, зашто јавноста ќе биде известена веднаш по донесувањето на соодветна јавно обвинителска одлука. Вкупно 33 се обвинети за пожарот во Кочани што се случи на 16 март. Животот го изгубија 61 лице, а околу 200 беа повредени. Ниту ве знам, ниту ве познавам, ниту пак некој од моето семејство ве познава. Беше единственото нешто што Александар Ѓурчевски, таткото на убиената Вања, му кажа на Љупчо Палевски. Тој побара да не одговара на неговите прашања, но откако барањето му беше одбиено, на секое следно прашање одговараше со немам коментар. Предходно обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска детално го испрашуваше обвинитиот Александар Ѓорчевски. На почетокот го прашуваше зошто тој, наместо да заработува, одлучил да даде отказ за да ги чува децата и зошто не ги носеле во градинка. Ѓорчевски низ солзи се присетуваше на минатото поминато со неговите деца. Рече дека неговата сопруга заработувала повеќе од него и тоа било договор меѓу нив двајцата. Ѓорчевски за време на распитот остава впечаток на добро подготвен во одговорите, а на прашањето зошто вечерта пред киднапирањето им посочил на децата добро да се облечат, како за на планина, а не за на училишта, обвинитиот кажа дека за на планина се носи скафандер, а не топли джемпери и чизми. За адвокатот на Ѓорчевски, денешниот распит покажал дека обвинителството нема никакви докази против таткото на Вања. Јавното обвинителство низ вкрстените прашања уште еднаш покаже и докаже дека нема никакви аргументи против Александар и дека тој е неосновано обвинет. Прашањата беа она што суштински значат вкрстените прашања. Едино што ми пречи тоа е една доза на лична дискредитација која се почувствува од страна на јавниот обвинител. Јавниот обвинител смее да дискредитира исказ, али не и личност на обвинетиот. Неправедно е што Македонија се уште не е дел од Европската унија. Ова од Скопје го кажа унгарскиот министер за европски прашања Јанош Бока, според кој не само што Европската унија и треба на земјава, туку исто така Македонија и е потребна на Европската унија. Бока кажа дека понудата на Унгарија за посредништво меѓу Скопје и Софија е се уште опција. Кога станува збор за билатералните политички прашања, премиерот на Унгарија веќе изјави дека тој лично и унгарската влада се подготвени да помогнат во надминувањето на таквите билатерални спорови, доколку државите се согласат со тоа. Таа понуда е се уште на маса. Постојано слушам во Европската унија дека има нов ентузијазам за проширување. Се надевам дека е така и ако биде така, Западниот Балкан треба да биде еден од најважните корисници на тој нов ентузијазам, а Унгарија работи токму во таа насока. Со овој чекор, Северна Македонија и Унгарија уште еднаш покажуваат дека Европа не е само географија и бирократија, туку заедничка цел, заеднички вредности и заедничка увереност дека политиката на проширувањето е една од најважните стратешки цели. Лекови на онкологија има, тврди министерот за здравство Арбен Таравари. Ова доаѓа по тврдењата на СДСМ дека има недостиг на неколку терапии на клиниката. Одговорија и од ВМРО ДПМН. Биријана Мирчевска-Јовановиќ. Министерот за здравство Арбен Таравари не бил информиран дека недостасувале лекови на онкологија, откако од Сдруженијето Хема Онко реагираа дека од вчера нема терапија за меланом
и бели дробови, а од 15 март имало недостаток на лекови за пациентите со рак на дојка. Според него, генерално, сите лекови биле достапни. Јас моментално немам информација дека има недостаток на некаков лек на онкологија. Генерално ги имаме сите лекови. И за инзулин имаше 2 дена, немаше, недостасуваше, меѓутоа веднаш потпишавме анекс со компанијата која што снабдува, така да сега во моментот ја колку што знам, ако има нешто ново од утрово што ја не сум информиран. Вчера на пресконференција првиот човек на фондот Клековски и од клиниката за онкологија потврдија дека дефицитот на лекови е поради административни пречки во тендерот и дека лековите ќе бидат достапни до великденските празници. Во меѓувреме со реакција излекува од опозицијската СДСМ, од каде побараа одговорност поради, како што велат, ненавремено снабдување на пациентите со терапија и лекови, со што бил загрозен нивниот живот. Втор пат за 3 месеци нема биолошка терапија на онколошките пациенти, кој за нив живот значи. Иако директорот на Фондот за здравство, Клековски, ветуваше дека никогаш повеќе нема да недостига терапија. Од ВМРО ДПМН ги повикаа од СДСМ да престанат да шират паника. Оттаму вела дека моменталниот недостаток бил поради промени во системот за јавни набавки, а сите лекови ќе бидат достапни за една недела, пред великденските празници, во количини доволни за наредните 12 месеци. Го повикуваме СДС да престане да шири паника, лаги и манипулации. Исто така подсетуваме дека СДС е партија која ја води Венко Филипче, кој порано бил министер за здравство и кој е директно одговорен за наследената лоша состојба во македонското здравство. Покрај недостатокот на лекови од Сдруженијето Хема Онко реагираа дека не им било исполнето ветувањето дека хормонската терапија за рак на дојка ќе им биде достапна во аптеките, иако буџетот бил зголемен за 3 милиарди денари, пациентите се уште не виделе бенефит. Кражба во клиниката за онкологија. Од Министерството за внатрешни работи потврдија дека во последните денови имале повеќе пријави од клиниката за кражби од 18 шкафови на вработени. Главната сестра на клиниката Андријана Филиповска за Плюс Инфо вели дека не недостигаат лични предмети на лекарите, но не може да бидат сигурни околу картичките за лекови. Дали некои од тие документи недостигаат, затоа што во просторијата се чувале такви картички и за период од 10 години наназад. Полицијата реагирала веднаш и на самото место привела 17-годишник од Скопје за кој постои сомнение дека го извршил делото. Со него бил извршен службен разговор во присуство на родител и адвокат, а биле пронајдени и одземени предметите за кои се сомнева дека се украдени. По целосно документирање против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Државниот пазарен инспекторат во периодот од 17 март до 10 април при спроведени 297 надзори кај угостителски објекти издал 360 прекршочни платни налози и 28 решенија за привремена забрана за вршење на дејност поради немање на лиценца или неисполнети минимално технички услови. Издадени се и 12 решенија за отстранување на овие неправилности. Неправилности биле констатирани и кај 17 од 23 правни субјекти со лиценца. Информираше денеска портпаролката на владата Марија Митева со најава дека контролите продолжуваат. Во меѓувреме, кај 7 од овие објекти се отстранети овие неправилности и на барање на правните субјекти е извршена дополнителна контрола и направени контролни записници, каде надлежните органи утврдиле дека правните субјекти согласно законски предвидениот рок од 30 дена ги отстраниле овие недостатоци. И таквите информации се доставени до Министерството за економија и труд. Останатите правни субјекти кои немаат активна лиценца или пак се со поднесено барање до Министерството за економија и труд и не вршат дејност во моментов, се под постојан мониторинг и за истите ќе се превземат соодветни мерки согласно закон. Вестите завршија. Останете со програмата на Канал 5 и имајте пријатна вечер.